По состаноците и консултациите со засегнатите страни од предлог законот за заштита од пушење, како и анализата на забелешките од научен, економски, инфраструктурен, социјален и здравствен аспект, министерот за здравство соопшти дека дошле до заклучок дека просториите со две отворени страни, односно терасите, може да бидат места каде што ќе биде дозволено пушење. Знаете дека само во Скопје имаме над 7000 угостители кои што имаат тераси. Според структурата на градот и во другите градови, но уште еднаш напоменувам посебно во Скопје, поголем дел од тие угостителски објекти се со таква инфраструктура кој што невозможно е да имат три страни отворени, например аголни и така натаму, кој што од едната и од другата страна имате објекти, кој што вие не можете да срушите објект за да имате три страни отворени. Со новите законски измени, угостителските објекти ќе треба да обезбедат посебен влез за непушачите. Но една од најголемите, ајде да кажеме, инфраструктурни зафати кои што треба да ги имат сите бизниси кои што се бават со ваков тип на услуги, ќе мора, значи со закон ќе мора да направат влез во самиот угостителски објект кој што е одвоен од просторот кај што се пуши. Фактички идејата на законот е да ги штитиме сите граѓани кои што не пушат, а да им одредиме место на граѓаните кои што пушат каде може тоа да се пуши. Али изјави дека по консултациите сите отворени прашања се затворени. Предлог законот ќе се разгледува во вторник на владина седница, а потоа постапката ќе продолжи во собранието. Министерот очекува законскиот акт да биде процесиран до крајот на април. Со овие законски измени тој се надева дека за 2 до 3 години бројот на пушачи ќе се намали од над 45% на под 20%.